Македонија е подготвена за преговори. Некои кластери дури и целосно се исполнети за влез во Унијата. Единствено Софија останува кочничар. Дел од експертите велат на институционално, регулаторно и економско ниво. Македонија ја заврши поголемата работа. Техничките реформи се на место. Законите се деловно усогласени. Економијата е интегрирана, а според европските индикатори државата не заостанува зад Албанија, Србија или Црна Гора. Но и покрај тоа, ниту првата меѓувладина конференција не е одржана, а Брисел и натаму молчи. Причината не е во внатрешната подготвеност на земјата, туку во билатералната блокада од Софија, која од прашање на јазик и историја направи европско прашање. Во такви услови, поранешниот амбасадор Ивица Буцевски смета дека Македонија треба да ја користи секоја европска алатка за продлабочување на интеграцијата, економски, регулаторни, па дури и политички, бидејќи 80% од трговската размена е со Европската унија, што ја прави земјата да биде дел од единствениот европски пазар. Тој оценува дека пристапот треба да биде и интеграција во делови, и барање на полноправно членство, но без прифаќање на уцени, бидејќи добрососедството не значи еднострана отстапка, туку взаемност, а додека Софија, како што вели, не пристапи со добра волја, нема услови за суштинско приближување. Единствена пречка зошто Македонија не ги почнува преговорите е бугарското вето. Се разбира дека дел од нашата политичка борба понекогаш е да го направиме црното бело, да го направиме белото црно. Меѓутоа, Македонија, благодарение на работата на многу администрации, независно дали тие администрации ги водел ВМРО, ДПМН, СДСМ, ДУИ, некогашната моќна ДПА, сегашната коалиција вреди, значи Македонија во делот на европските интеграции во секторските политики секогаш била еден од најпримерните ученици. Но иако Македонија функционира како де факто придружник на европските политики, во Брисел нема отворање на кластерите. За поранешниот дипломат Христо Никовски причината не е во уставот, туку во преговарачката рамка, каде што бугарските историски барања се претворија во европски услов. Тој го посочува вториот протокол од јули 2022 година, познат како француски предлог, документ кој практично ги внесе бугарските историски позиции во европскиот процес. Според него, додека тој протокол важи, напредок не постои, бидејќи не зависи од реформски критериуми, туку од исходот на Комисијата за историја, сфера во која Софија не попуштила 3 децении. И Никовски смета дека на другите полиња Македонија е спремна за отворање на кластери. Апсолутно Македонија можеше, не само сега, можеше пред 5-10 години можеше да почне преговори, да биде веќе членка, меѓутоа, знаете, причината за нашето блокирање не е ниту во Софија, не е ниту во Атина, причините се многу подлабоки, многу пошироки, се работи за меѓународен интерес, кој не соодветствува со македонските интереси, бидејќи на маса е повторно македонското, така нареченото македонско прашање и интенцијата на меѓународниот фактор е тоа се затвори. Македонија останува единствената држава во регионот блокирана со билатерално вето, иако е подготвена да влезе во следната фаза на европската интеграција. Последните случувања со акцискиот план и формулацијата јазик достапен за граѓаните повторно го актуализира идентитетскиот спор со Софија. Затоа владата повторно бара гаранција од Брисел дека по уставните измени нема да следуваат нови блокади, бидејќи како што оценуваат и аналитичарите, барањата на Бугарија очигледно не застануваат само на уставот.